Well then, Alexandra, it's great to have you here. You're the British Ambassador for a day. Welcome, I'm Matthew. Nice to meet you. Okay, please come in. Па да се види амбасадор на еден ден според мене беше прво многу интересно и многу забавно, но исто така ми беше и малку напорно, бидејќи беше многу зафатен ден. И за мене ова беше одлично искуство и јас мислам дека се запознав со многу луѓе и слушнав различни мислења, различни животни искуства и мислам дека ќе ми биде многу добро искуство за понатаки, како кариерно, така и персонално животно искуство. Јас ја одбрав Ада Лавлејс, ја одбрав неа бидејќи ние живееме во време кога програмирањето се гледа повеќе како струка за мажи, а во тоа време таа е првата жена програмер. И на некој начин бидејќи таа ги поминала тие социјални бариери во тоа време, јас мислам дека и сега жените треба да ја гледат некако идол и дека може да успеат во се, само му треба доволно мотивација. Бев мотивирана да се пријавам да бидам амбасадор на еден ден, пред се бидејќи сакав да видам како е да работиш во една амбасада, дали е тоа само за состаноци, политика или е некоја тимска работа, комуникација, дали треба да бидеш комуникативен со луѓе, кои се предности да бидеш амбасадор, кои се недостатоци. И пред се бев мотивирана бидејќи сакав да го искажам моето мислење и да ги запознам влијателните британски жени во историјата. Да се биде амбасадор не е лесно и дека е малку потешко од тоа што јас си го замислував пред да бидам амбасадор на еден ден. Сакам да им кажам на сите дека тоа треба да бидат упорни и да не се плашат од било какви предизвици, бидејќи баш тој предизвик или баш тој чекор што ќе го направат може да ги изненади и може да успеат во животот. И според мене жените имаат специфична моќ и затоа тие може да ги остварат своите цели и се што ќе посакаат.